Добро вечер во емисијата 360 степени на Алса ТВ, што ќе гледате вечерва. Впечатливо е тоа што председателот на ИПП, Европската народна партија Жозеф Дол, во Хелсинки се сретна со делегацијата на исклучените, но не и со актуелното раководство на ВМРО ДПМНЕ. Јас очекувам лично, а мислам дека тоа е едно од пораките на господинот Дол вчера од средбата, да ова раководство веднаш неодложно ги врати сите исклучени во партијата. Мислите дека е тоа реално возможно? Па јас мислам дека е возможно. Која е Кейт Барнс, номинацијата на Доналд Трамп за нова амбасадорка на Соединетите Американски држави во Македонија? Можеби македонската јавност не се сеќава на острите директни изјави кои што доаѓа од американската мисија во ОПСЕ во клучните 2014, 15, 16 година. Дел од тие изјави се и директно подпишани од самата Барнс. How do you understand and how much attention ex-Foreign Minister Kodzia's statement raised, saying that the draft amendment to the Article 49 proposed by Zaev government is in violation of PRESPA agreement because there is a reference to the Macedonian people in this amendment? There's a question mark whether the stipulation in the agreement refers to citizenship or refers to nationality in the term of identity. These two options are somewhat confused in the Greek language. 100 причини зошто нема да гласам за ВМРО ДПМНЕ. Причина 12, затоа што сме земја со најзагаден воздух во Европа. Саботажа. Останете на Алсат, со најавените содржини се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Какви заклучоци може да се извлечат од Конгресот на Европската народна партија, што во изминатите неколку дена се одржа во Хелсинки, Финска? На Конгресот присуствуваа две делегации на ВМРО ДПМНЕ. Една во која беше представено актуелното партиско раководство и во која беа Христијан Мицкоски, Александар Николовски, Владко Ѓорчев и Тимчо Муцунски, и втора делегација во која беа разрешените и исклучени Петар Богоевски, Емилија Александрова и Никола Тодоров. Впечатливо е тоа што председателот на ИПП, Европската народна партија Жозеф Дол, во Хелсинки се сретна со делегацијата на исклучените, но не и со актуелното раководство на ВМРО ДПМНЕ. Во пораката на Facebook, Дол порача дека сите закани до пратениците и членовите на ВМРО ДПМНЕ што ги поддржаа уставните измени мора да запрат и дека, иако е свесен за ограничувањата на договорот од Преспа, сепак тоа е многу важен чекор за исполнување на евроатлантските аспирации на земјава и незиниот народ. Овие настани се повод за вечерашново гостување на Костадин Богданов. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Член на ВМРО ДПМНЕ, неодамна разрешен од позицијата член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, инаку син на еден од основачите на партијата и поранешен министер за здравство во владата на ВМРО ДПМНЕ од 1998 година, Стојан Богданов. Во еден период работевте во кабинетот на председателот Борис Трајковски, инаку во овој краток вовед да кажам дека сте магистар од Универзитетот во Мастрихт, Холандија. Каков е вашиот статус сега во партијата? Сега во моментов сум член, активен член на партијата, ВМРО ДПМНЕ. Како што и најавивте, до пред 2 недели бев член на извршниот комитет на партијата, но на Централниот комитет одржан во понеделникот, оној фамозен, нели, за каде што ВМРО доживеа наводна катарза. По моје барање, од претходно ми беше констатирана оставката во извршниот комитет. Зошто побаравте да бидете разрешен од членство во извршниот комитет? Па побарав да бидам разрешен од причина што во последно време ВМРО ДПМНЕ, односно раководството, ја засили реториката која не е на линија на барањата ниту на европските народни партии, ниту на нашите меѓународни пријатели. Односно, започна да зазема сосема различни контраставови во еден различен правец, во друг правец, со кој што јас не може да се сложам. Тоа јавно во неколку наврати го кажав.
преку своји колумни, преку своји интервјуа, во кои што јас лично како тогашен член на извршниот комитет дадов директна поддршка за договорот од Преспа. Интересно е дека вие сте меѓу ретките, да кажам условно кажано, високи функционери во партијата или членови еве на раководните органи на партијата кои што отворено го поддржаат договорот од Преспа. Имате ваши партиски пријатели, другари кои што очигледно се на линија дека ова што го прави сега ВМРО-ДПМН не е добро и дека застана од својата прозападна ориентација, но не беа храбри како вас да го поддржат договорот од Преспа. Се согласувам, меѓутоа во сите нивни и во нивните изјави, колумни, јавни настапи, и тие потенцира дека во ред договорот не е добар, меѓутоа подобар договор не може да имаме и од тие причини и тие гледаат дека практично овој договор е единствена авенија, единствен пат кон отворање на портите на Европската унија и НАТО и секако за подобар стандард на граѓаните. И вашето име се спомнуваше меѓу оние што требаше да патуваат во Хелсинки на Конгресот на Европската народна партија, но на крај вие не отпатувавте таму. Зошто? Така, јас не отпатував од објективни причини, бидејќи имав некои обврски кои не можев објективно да ги одложам за неколку дена, бидејќи поканите од председателот Жозеф Дол стигнаа во петокот вечерта и за мене ми беше доста тешко. Има многу шпекулации за тоа дека сте ги лобирале до последен момент и така натаму, дека овие што беа во Хелсинки имале беџови на, не знам, младинци и така натаму, дека практично се било вонредно, како да кажам. Значи, дури нас не изненадија на некој начин, не бе искрено ви велам, и затоа и не отпатував во Хелсинки, бидејќи не може да се реорганизирам за неколку дена. Мене лично барем изненади поканата која ми стигна во петок вечер по мејл, директно подпишана од председателот Жозеф Дол, во која што ни покани да учествуваме на Конгресот и при тоа да имаме неколку заеднички средби со него и со останати функционери од ИПП. Како што кажав, не може да ги одложам обврските и затоа не отпатував, меѓутоа дека поканите, да кажам, и тие беџови се за студенти или слично, сум дека тоа беа некои ефтини спинови пласирани од одредени портали и медиуми, бидејќи на крајот од криштата сепак председателот Жозеф Дол се виде на крајот од работниот состанок дека целата делегација која што беше поканета од Република Македонија оствари средба со него и се видува и дискутира и самиот тој дури објави на својата страна на Facebook. Да, факт е дека тоа е можеби највпечатливиот момент од ова паралелно присуство на, условно кажано, две делегации на партијата во Хелсинки, тоа што Жозеф Дол се сретна со, условно кажано, оние што сега не се дел од раководството, а не се сретна со официјалната делегација која што го представува раководството. Како го доживувате тоа што се случи во Хелсинки? Интересно е дека Жозеф Дол, иако повеќе пати беше повикуван во минатото да реагира, тој решаваше да остане тивок, предпоставам дека зад сцената се пренесувале некакви пораки, но на јавна сцена се оставаше впечаток дека ИПП останува доследна до крај да го брани тогашното раководство на Груевски, да не реагира на очигледниот демократски дефицит во земјава. Сега тој истиот Дол некако решава многу јавно и многу видливо да ги испраќа пораките. Па да, пораките Жозеф Дол практично започна да ги испраќа уште веќе од пред 6-7 месеци, како во делот на поголемата демократизација, неопходност од поголема демократизација од самата партија, па се повеќе зачестија во моментот кога беше објавен договорот од Преспа во јуни месец, каде што европските народни партии, сестринските народни партии упатија и соопштенија, а и самиот Жозеф Дол, таквиот договор да се поддржи, од причина што подобар договор не е можен, и тоа го кажува и во своето соопштение од вчера. И практично најголемата забелешка по мене вака од европските народни партии кон раководството, моменталното раководство на ВМРО-ДПМН е две причини. Односно, првата причина е дека се бойкотираше референдумот, иако сигналите сите и на оние сите странски представници, меѓународни пријатели наши кои дојдоа, беше кристално јасен дека ВМРО треба да учествува во процесот
без оглед како ќе одлучува, дали ќе биде за или против, меѓутоа да го поддржи процесот и да учествува во процесот. И втората забелешка беше што од раководството на ВМРО беше пуштен, јас би рекол, спин, исто така, во тоа време, дека доколку ВМРО дојде на власт и доколку овој договор пропадне, дека ВМРО ДПМН заедно со Мицотакис, бидејќи се претпоставува дека тој ќе победи, ќе бидат во состојба да направат далеку поповолен договор за Република Македонија, што апсолутно и врвот од европските партии, од сестринските партии, тоа го свати како лага. Да, дали бевте во контакт со некој од представниците на партијата во Хелсинки? Ви принесува ли дел од атмосферата таму? Па да, се слушна во неколку наврати, со сите практично кои што беа таму. Сите беа задоволни. Средбите се одвивале онака како што беа и планирани, организирани. Мислите на Богоевски, Тодоров Богоевски, Тодоров и Емилија Александрова. Значи, имале средби со повеќе функционери од европските партии и пораките кои што ги добиле се токму во таа насока, дека ВМРО ДПМН веднаш неодложно треба да ги промени своите политики, односно да се насочи прозападно, про-ЕУ, про-НАТО, да го поддржи процесот, да престане да ги дели општеството и луѓето на предавници и патриоти и со самото тоа да ги шиканира и жигосува, а оние кои што го поддржуваат процесот, понатаму да се демократизира, значи да направи веќе еднаш конечно измена на тој статут, кој што се заговара повеќе од една година, а се уште не е направен. И трето, секако да ги подобри односите со албанскиот фактор, односно да ги изгради мостовите кои што за жал во минатото беа срушени, за да добие коалиционен капацитет и пред се конструктивност, да действува со еден збор како конструктивна опозиција во моментот во државата. Мицкоски има своја верзија на тоа што се случувало таму. Во една од изјавите дадени за медиумите овде вели всушност се покажа дека челните луѓе на ИПП биле дезинформирани за актуелната ситуација во Македонија. Се покажа и кој е изворот на тие дезинформации, ако не го наведува. Беа остварени средби со повеќе луѓе, со докази, факти и аргументи, и му кажавме дека тоа не е така и оти биле погрешно информирани за наводен притисок и закани врз пратениците што се одметна од партијата. Тоа е верзијата на Мицкоски. Во ред, сега дека се тоа што се наведува, јас не можам да го демантирам, веројатно е тоа нивен печаток. Од тие средби другата делегација имаше апсолутен друг печаток, особено после средбата со господинот Дол, која траела и повеќе од 40 на минути, во која што господинот Дол, колку јас што бев информиран исцрпно и во детали се интересирал за целото позиционирање во ВМРО, меѓутоа и не може да замижат, да кажеме, за некои однесувања, како што беше, например, жигосувањето на претениците во собранието, на начин што сите останати стана и ги оставија овие 8 сами да седат и да гласаат, на некој начин да ги жигосаат, а подоцна и да не зборувам за целата медиумска, односно Facebook хајка која што беше направена према нив, во која што партијата во ниту еден момент не излеза јавно со соопштение да ги осуди сите тие напади и говори на омраза према претениците, барем тоа можеше најмалку да го направи. Што мислите за овие писма што Сашо Мјалков му ги испраќа на лидерот Христијан Мицкоски? Па, некој посебен коментар немам, очигледно е дека постои револт кај господинот Мјалков, бидејќи беше нормално исклучен и при тоа етикетиран и тој помеѓу сите други. Тој за разлика од вас сега не е ни член на партијата. Вие сте член на партијата, барем. Тој Никола Тодоров, како и претениците, беа исклучени, но јас очекувам лично, а мислам дека тоа е една од пораките на господинот Дол вчера од средбата, да ова раководство веднаш, неодложно, ги врати сите исклучени во партијата. Мислите дека е тоа реално возможно? Па јас мислам дека е возможно и дека треба да се случи, доколку сакаме вистинско обединување на ВМРО,
вистинска демократија внатре, значи треба да се седне на маса, да се разговара, да се вкрстат сите аргументи. Вие како реформатори, му дадовте шанса на Христијан Мицкоски, верувавте дека тој може да ја демократизира партијата и да ја врати на едно ниво кое што ќе биде доволно на некои следни избори за да победи. Сега ова што го велите, возможно е да бидат вратени пратениците назад. Верувате дека навистина ВМРО под ова раководство е возможно да им се врати на тие некакви изворни вредности за кои што вие велите дека се типични за партијата? Видите, јас го познавам и председателот Мицковски лично и знам дека станува збор за интелектуалец, за човек кој голем дел од својот живот и го поминал во земјите во Европска унија, студирајќи таму во Италија, во Германија. Така да многу добро ги знае состојбите таму, многу добро ја знае состојбата и во државата и во која насока треба да се движи државата. Не можам да кажам дека тој нема чувство за целата оваа работа. Што се случува и кој правец треба државата да го завземе. И токму од тие причини имам надеж во мене дека сепак ќе превлада разумот и дека сите пратеници и останати кои беа исклучени ради своите, условно да кажем, прозападни ставови преку поддршка на процесот од Преспа, да бидат вратени назад во партијата и не само да бидат вратени назад, туку да действуваат конструктивно во смисла на тоа да даваат свој личен понатамошен допринос во политиките. Она што е битно во овој момент е пред се дека ВМРО ДПМНЕ, односно раководството, мора да ги смени политиките кои што ги има, за што подобро да биде покорисно и, како да кажам, опозиција која што е со свој интегритет и со своја цел. Впрочем, тоа го побара и самиот дол вчера. Дали ова значи дека не може на некаков краток или среден рок да се очекува некаква мобилизација на овие луѓе кои што се незадоволни или мислат дека партијата оди во погрешна насока во смисла на официализирање на некаква иницијатива за евентуални промени во партијата? За сега мислите дека треба да му се даде шанса на раководството? Па јас мислам дека би било штетно за партијата да се действува на било кој начин насилно или од надвор или од натре за рушење на раководството, дали тоа би било насилно, дали би било со наговарање на делегати и слично. Мислам дека смени е демократска партија во која што има разумни луѓе и доколку се седне на маса и се разговара и се договори, мислам дека може да се успее и ВМРО да го смени курсот, но пред се треба да се има силна желба, бидејќи и од ова искуство јас што го имам во извршниот комитет, навистина голем број од членството е, да кажам, се уште под огромно влијание на кампањите кои што беа водени во последните 10-15 години за предавници и патриоти, за надворешни и внатрешни непријатели, за дека сите соседени се непријатели и така натаму и така натаму. Сакам да кажам дека раководството, и тоа не само највисокото, туку и општинските раководства на пониско ниво, мора да работат со членството, да им ги објаснат фактите, да им објаснат дека сето тоа што било пропаганда во последните 10-15 години, најголем дел се невистини и дека Македонија треба да напредува, треба да оди напред и сето тоа треба да им се објасни во детали. Што очекувате дека ќе се случи со договорот од Преспа? Очекувам дека ќе помине во втората фаза, апсолутно. Не, дали до крај мислите дека ќе се завршат уставните измени? Да, мислам дека ќе се заврши, тоа е веќе патот е трасиран. Лично мене тоа многу ме радува. Сметам дека со договорот од Преспа, со влезот во ЕУ и НАТО, тоа ќе представува една катарза за самата држава во сите полиња, и во правосудството, и во образованието, и во здравството, во сите полиња. И дека не очекувам многу напорна работа, но она што е добро е дека го фативме правецот, се движиме во вистинскиот правец, а кога ќе стигнеме на целта, зависи само од нас. Благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас за поканата.
Speaking about misinterpretation, Greek President Pavlopoulos reacted on the draft amendments as well, saying that Skopje side should give a written guarantees that Greece doesn't recognize Macedonian nation but only citizenship. Don't you think that the problem lies in the completely different meaning and understanding of the terms nation, people, ethnicity, citizenship? 100 причини зошто нема да гласам за ВМРО ДПМН. Причина 12, затоа што сме земја со најзагаден воздух во Европа. Саботажа. И понатаму сте со 360 степени. Која е Кейт Барнс, номинацијата на Доналд Трамп за нова амбасадорка на Соединетите Американски држави во Македонија? Смената на секој американски амбасадор во земјава е под посебна лупа на јавноста поради улогата на САД на глобалната сцена, но и поради влијателноста во политичките процеси во земјава. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, првата констатација би била дека неспорно е дека Кейт Барнс е кариерен дипломат. Да, Кейт Барнс има повеќе од 20 години дипломатски стаж зад себе во американскиот State Department. Таму Македонија доаѓа од позиција заменик амбасадор во американската амбасада во Атина. Претходно неколку години има поминато во американската мисија во ОПСЕ во Виена, а исто така има и доста големо искуство во НАТО. Овие три места, Атина, ОПСЕ, Виена, НАТО, Брисел, се нејзина директна врска и со Македонија. Се чини дека како ниеден американски амбасадор до сега, Кейт Барнс доаѓа со претходно предзнаење за состојбите овде. Да, Барнс е на позицијата втор човек во американската амбасада во Атина 14 месеци, во изминатите 14 месеци. Тоа е клучен период кога се крои, кога се договара, кога се финишира, кога се бруси, да кажеме, договорот од Преспа. Меѓутоа, исто така, незината дипломатска улога од позицијата во ОПСЕ, каде што била и втор човек на мисијата, меѓутоа исто така и вршител на должноста амбасадор во мисијата во ОПСЕ, е неспорен. Можеби македонската јавност не се сеќава на острите директни изјави кои што доаѓа од американската мисија во ОПСЕ во клучните 2014, 15, 16 година, кога се критикува демократските процеси во Македонија. Да кажеме, дел од тие изјави се директно подпишани од самата Барнс. Да се сетиме критиките кон тогашната влада на Груевски за односот кон специјалното јавно обвинителство. Потоа забелешките зошто председателот Ѓорѓи Иванов не го дава мандатот на јасно декларираното мнозинство во парламентот. Тоа се пораки кои што доаѓа од американската мисија при ОПСЕ, од Виена, се однесуваа на состојбата овде. Таа мисија САД ја користеа како еден вид на алтернативна амбасада. Се чини дека САД така ја штитеа својата амбасада во Скопје да не биде директно изложена, да не биде во првиот ред на евентуалните напади од тогашната власт. И ја спомнавме незината мисија во рамките на представништвото на САД во НАТО во Брисел. Таа и од позицијата на шеф на односи со јавност во таа мисија исто така била во директна врска со случувањето овде во земјава. Да, и тоа е во еден клучен период, во 3 години од 2007 до 2010 година. За потсетување, тој е периодот пред, за време и по самитот во Букурешт, значи кога се интензивирани и преговорите за името, меѓутоа и опидите на тогашната американска администрација да се протурка за членувањето на Македонија во НАТО. За потсетување, тогаш амбасадорка во мисијата во НАТО, американска амбасадорка е Викторија Нуланд, и таа во еден период беше нешто како алтернативен медиатор меѓу Антонио Милошовски и Дора Бакојани во обидите да се затвори прашањето за името и да се иструка за членувањето на Македонија во Алијанс. Значи неспорно е дека Кейт Барнс е прилично запознаена со тоа во која земја доаѓа и што се проблемите и главните прашања со кои што ќе се соочи овде. Кога може да се очекува незиното доаѓање во земјава? Незината номинација, ја знаеме дека е веќе номиниран од председателот Трамп. Таа треба сега да биде потврдена од Сенатскиот комитет за надворешни работи и потоа исто така таа треба да биде потврдена и од самиот Сенат. Тоа е процес кој што трае неколку месеци. Сега во чувствителен процес бидејќи се сменија и силите во самиот Сенат. Меѓутоа искуството вели дека не можеме да очекуваме сигурно во наредните 2 до 3 месеца таа тука да биде дојдена. Сето зависи велам од развојот на политиките во Сенатот и кога ќе биде закажано незиното
низиното сослушување во Американскиот Сенат. Номинацијата на Джес Бейли, актуелниот амбасадор, чекаше подолго време на одобрување и во Комисијата за надворешни работи, а подоцна и од пленумот на Сенатот. Инаку во Сенатот не е сменет соодносот на силите, таму и понатаму републиканците го имаат мнозинството. Инаку и следната содржина во емисијата е разговор на колегата Владимир Мирчевски со Јанис Армаколас, професор на Универзитетот Македонија во Солун и истражувач во познатиот грчки think tank Елија Меп. Тема се реакциите во Грција поврзани со нацрт амандманите во Македонија. Екс-шефот на грчката дипломатија Коdzias пред неколку дена рече дека нацрт амандманот, што се однесува на членот 49 на Уставот, е во спротивност со договорот од Преспа. Да го видиме разговорот на Мирчевски со Армаколас. Mr. Armakolas, what would be the summary of the reactions in Greece concerning the constitutional process in Macedonia? Well, the summary is, I would say, a continuation, a follow-on of the trends that we see over several months now. Largely that those of the government, Syriza, and the media which are pro-government, close to the government, think that there's no big problem with proposed constitutional amendments, and then the parties of the opposition, the pro-opposition media, tend to find some of the changes that are proposed are actually, in a sense, keeping some irredentist problems, some irredentist claims, or bringing them back in, so to say, in text. How do you understand and how much attention ex-Foreign Minister Kodzia's statement raised, saying that the draft amendment to the Article 49 proposed by Zaev government is in violation of Prespa agreement because there is a reference to the Macedonian people in this amendment? Yeah, I think this is a problem that we see repeatedly. It has been raised also to some extent by other actors, that there is a misunderstanding and a different interpretation of the term Macedonian. And this has been also one of the main criticisms on the part of New Democracy opposition party. So going back to Minister Kodzias, I think the Minister Kodzias still supports the Prespa agreement, and he has stated that he will vote in favor of the ratification. But I think he's trying to demonstrate that now that he's not anymore in the ministry, he can somehow follow his own path and have separate opinions from the government. I don't think it's a problem for the ratification of the agreement, but it shows that he's maybe willing to follow a bit more autonomous role in the parliament. Speaking about misinterpretation, Greek President Pavlopoulos reacted on the draft amendments as well, saying that Skopje side should give a written guarantees that Greece doesn't recognize Macedonian nation but only citizenship. Don't you think that the problem lies in the completely different meaning and understanding of the terms nation, people, ethnicity, citizenship? Yeah, I think this is probably, as I mentioned earlier, one of the most important points in the agreement that have become controversial in Greece. There's a question mark whether the stipulation in the agreement refers to citizenship or refers to nationality in the term of identity. These two options are somewhat confused in the Greek language, and a lot of critics of the agreement, including the opposition, say that it should be stipulated specifically that this refers to citizenship and not to
nationality as identity or nation. Then some other critics say if it's citizenship indeed, citizenship as a legal term and not an identity term should reflect the name of the state. So it should be North Macedonian, so to say, citizenship rather than Macedonian. So this is one of the core disagreements, and let me remind you that also when the agreement was signed was one of the key problems that Nea Demokratia, New Democracy and others had with the agreement, and some people even said that this is not a true erga omnes because if it was an erga omnes reference to North Macedonia, it should North Macedonian should also describe citizenship and language. So this keeps coming back, as you can see. It's one of the key concerns, one of the key problems, and I expect that if it's not resolved between the two sides, it will continue to be an issue over the period of the implementation of the agreement. So I don't think it's going to go away so easily. Greek government repeatedly stated that it has the needed majority to ratify Prespa agreement in the parliament, despite the position of Kamenos party Anel. Does Tsipras really has the needed majority? Yeah, I mean, it's a matter of interpretation, obviously, and the information that someone may have. My understanding, following the news and talking to some opinion makers and policy makers here in Greece, is that at the moment, Syriza and Tsipras, the Prime Minister, have the necessary number of votes. But I have to stress at the moment because it's still November, and we expect that the agreement will reach the Parliament to be ratified in maybe 3 months from now, or 2.5 months. So we really don't know what may happen in the course of these 2.5 months, 3 months. And also we have to take into account that the overall political objectives and overall political competition in Greece is not only around the name issue of the Prespa agreement. It's about economics, austerity measures, all sorts of other issues like the change of the constitution. So it's a bigger picture of competition between government and opposition, and in that Prespa agreement also plays a role, and it's an important part of this overall picture of struggle between the two sides. From this perspective, is it clear why has Tsipras decided to enter into resolving the name issue, and has he politically earned something from it? Yeah, I mean, I guess this is something that a definite answer to this question will be given by historians in the future. As far as I can understand, as far as I can assess the information that I have as a political scientist, not a historian of the future, I think Tsipras and Syriza entered into this agreement in order, first of all, to improve their image abroad. Secondly, in order to create ruptures within Nea Demokratia. And thirdly, because they thought that they wouldn't have a big political cost out of it, and this would demonstrate even more to the domestic audience that they are a party of the center-left, and rather the biggest party of the center-left. I think when it comes to improving their image abroad, they have been successful. I think it's clear that our partners and allies are happy with the agreement and happy with Syriza that they managed to deliver the agreement despite the opposition of the Greek public opinion. And they insisted on it and stayed on it until the end. Well, we'll have to see if it's going to be until the end with the ratification, but they seem to be quite happy with it. So the image of Syriza has improved, and Syriza needed improvement of image abroad. When it comes to the second aim to create ruptures and problems to New Democracy, probably wasn't very successful because New Democracy went further to the right and opposed the agreement fiercely in a way that maybe the government was not expecting. And we'll see whether in the future, New Democracy will have problems with another nationalist party to its right, but for now it doesn't seem that they have electoral cost
Nea Dimokratia does not have electoral cost. And as far as the third goal of demonstrating its Syriza's key role in in the political system, I think it remains to be seen in the future. I think Syriza will not have big electoral cost out of the Prespa agreement, but also remains to be seen whether they will gain some benefits out of this in the future. Thank you very much for this interview. Thank you very much. Ова се случувањата во соседна Грција. Наред е уште една кратка пауза по која е саботажата. Останете насад. Наред е сатиричниот коментар на авторот Сречко Поповски. Политичката нагазна мина која на Мицковски му ја подметна европските сестрински партии преку експлозивните паралелни покани за неистомислениците, не може да ја видат само оние што од курентни причини сакаат да останат заслепени од неговите проблесоци и да не го видат јаркото светло кое го рефлектираше бомбата од Хелсинки. На оние неколку имиња кои што вчера се појавија во јавност, кои што мислам дека сами си пуштаат информации дека се некаква си делегација, апсолутно не е точно. Ваквото очигледно политичко слепило наликува на однесувањето на градоначалниците кои покрај загадувањето за кое немаат решение, наместо да ја прифатат сопствената одговорност за темните облаци кои се надвиснати над градовите кои ги предводат, прстот го насочуваат кон гастрономските афинитети на граѓаните. Не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу близко на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци на мерната станица. За да нема недоумица околу тоа кој е виновен за тоа што се случува, веројатно е добро сите оние што си чукаа в гради и набројува негативни појави поради кои ним треба да им се даде довербата. Уште еднаш да се преиспитаат и да си ги преслушаат, ако ништо друго, барем своите предизборни спотови. 100 причини зошто нема да гласам за ВМРО ДПМНЕ. Причина 12. Затоа што сме земја со најзагаден воздух во Европа. Токму поради тоа, за на многумина да не им падне мрак на очи, изгледа дека е неопходно да се прекине со непотребното сеење политичка магла. Оти обидот во неа да се улови нешто што се лови во матно, е однапред осуден на пропаст. Како треба да постапи владата овој случај? Треба да искубе гуската без да крекне гуската. Сега се извинувам што ќе го искористам вашиот израз, но гуската крекна. Тоа гакање на гуските би требало добро да се слуша, бидејќи натаму се наликува на истата бара, во која диво во државни јасли се вдомуваат најблиските на партиските функционери. А тие, наместо да се припитомат, уште и продаваат ефтина демагогија, заборавајќи што самите говореле на темата. Да, од толку многу професори, Мицковски бил асистент токму кај неговиот родител. Јавно достапните информации се основан сомнеш дека тоа може би го направил преку непотизам, благодарение на неговиот татко Иван. ВМРО ДПМНЕ и го честита вработувањето во Централниот регистар на Струмица на Фанија Костадинова, мајката на Костадин Костадинов. Во Македонија правата и обврските важат еднакво за сите, истото тоа важи и за членовите на моето семејство. И на крајот, реалноста е за жал сурова, толку што дури и отварањето на дебатата за праведниот данок откри кое навистина ни е нивото. Срамота е едно општество официјално да каже дека си богат ако заработуваш 1500 евра плата. Во Норвешка социјалните случаеви заработуваат повеќе. Не е срамота да признаеш дека си од сиромашна држава. Срамота е државата да не преземе ништо за тоа да го смени. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22. Останете на Алсат да ги погледнете и вестите. Нас може да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk. Посетете ги и нашите Facebook и Twitter акаунт. Пријатно.
Мицко.